спомнавте и како советник помогна во донесување на одлуката која се однесуваше на колекторскиот систем, затоа што тоа е во интерес на граѓаните и секако и како пратеник се трудам да се движам во насока на интересот на граѓаните. Клучниот момент во однос на туризмот е дека треба сите да се преиспитаме и да сватиме дека средствата што се доделуваат за туристичка промоција се премали за туризмот да заживее и да може да продолжи напред. Верувајте, туристичкиот сектор се соочува со огромни загуби и тоа не е само моја констатација, туку констатација од релевантни институции кои што се загрижени за туристичкиот развој на оваа држава. Факт за негрижата за туризмот и туристичкиот развој и потврда е победата на локалните избори еве во Охрид и во Ресен исто така, заради состојбата со езерата на кои очекуваме туристи, депониите на сите страни кои градоначалниците на ВМРО ДПМН откако се седнати не можат да ги дочистат, а ги чистат секој ден. За патот Киче во Охрид веќе жал ми е да зборувам, срамота. За универзитетот многу ми е, навистина ми е криво, значи од образование доаѓате, очекував дека ќе ми дадете одговор што се планира. Се сеќавам на вашето пратеничко прашање до Мила Царовска кој гласеше што ќе биде со студентите и писмениот одговор како пратеник се заинтересирав, го прочитав, во него беше наведено дека студентите ќе се префрлат во Скопје. Во рете, ајде да речеме дека студентите ќе се префрлат во Скопје, но што ќе биде со судбината на вработените во овој универзитет? Те се запрашале ли што ќе биде со наставниот кадар и со сите вработени во овој универзитет? Очигледно или не ве боли, или едноставно не сте заинтересирани, а жално е некој да отвара факултет и други да затвара. Некој да гради, а некој да не може да го дозаврши она што претходникот го изградил. И јас би се гордеела доколку се завршија сите проекти кои што ВМРО ДПМН ги започна. И автопатот беше започнат од наша страна, никако да се доврши. Ако ние сме имале грешки, дајте вие имавте 4 години да ги исправите и да се направи едношка веќе овој автопат. Затоа, колешке, за крај би сакала да се изразам во ваш стил. Ве поздрави градоначалникот Кирил Пецаков, кога уште долго ќе го сонувате и спомнувате во наредниве 4, а бога ми и 8 години. Ова го истакнав чисто да ве подсетам на една од репликите на претходните ребаланси и за да се препознаете си во овие мои зборови. Се радувам што и вие се радувате што Кирил Пецаков е градоначалник на општина Охрид. Ви благодарам.